Претходно во Диетално максимално гледавте. Диетално максимално отвори тема која е клучот за секоја вистинска трансформација – истрајноста. Да се биде посветен кога мотивацијата ќе стивне, да се биде доследен на одлуките, дури и кога никој не гледа. Ова емисија е посветена токму на тоа, на силата да не се откажуваме од самите себе си. Разговаравме за посветеноста, дисциплината и малите секојдневни избори, кои на крајот прават една огромна разлика. Нашите учесници од селекцијата искрено ни одговорија што мислат за нутриционистот Клаудија Деми. Дали ја гледаат како строга? Дали ќе биде тешко да се следи нејзиниот режим? И дали токму таа строгост е она што има потребно за вистинска промена? Се запознавме и со Јана Илеска, русинката која денеска е дел од семејството Илески. Има 48 години, мајка на 3 деца. Жена која низ годините научила што значи грижа за другите. Но сега е време да направи нешто за себе. Дали искуството и зрелоста се предност во оваа борба? И дали токму сега е нејзиниот момент за промена? Гледајте Диетално максимално. Правиме мали промени, но со големи резултати. Се надевам дека и денеска ќе бидеме ничија инспирација. Добре ни дојдовте во новото дружење во Диетално максимално на вашата Канал 5 телевизија. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Со нашите пријавени кандидати отворивме една многу важна тема – здравствените прегледи. Оваа сезона повторно се дружиме во Биотек поликлиника, каде што ги прашуваме учесниците кога последен пат направиле преглед и дали се навистина подготвени за детални здравствени анализи. Колку сме свесни за сопственото здравје и дали навистина делуваме навреме. Во новата трета сезона своето учество го пријави Зоран Јовановски. Го повикавме на разговор, искрен, отворен и мотивирачки. Со име веќе добро се познаваат, но ова ќе биде и прва средба со Клаудија. Какви се првите впечатоци? Какви предизвици ги очекуваат кандидатите и дали се подготвени за промените што следат? Не пропуштајте Диетално максимално. Денеска на вашата Канал 5. Лани се дружевме со Зоран Јовановски од Скопје. Има 61 година. Се пријави годинава поради дружењето и позитивната енергија која споделуваме пред и зад камерите. Промената кон здрав животен стил и навики веќе ја направи од лани. Сака да продолжи со истото темпо. Го поканив за средба. Имам план, но и до крајов на неделата ќе го споделам. Нашиот следен кандидат е човекот кој што ни учествуваше во втората сезона на Диетално максимално, Зоран Јовановски, 61 година, од Скопје, од Кисела јаболка. Најголемата звезда од Кисела јаболка е токму нашиот Зоран. Зоран, добре ни дојдовте по втор пат, многу ми е драго што се гледаме. Дури бев изненадена кога ги читав пријавите, читам и не ми се верува, викам дали ова Зоран или не е тој. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Што ве натера за да се пријавите повторно во Диетално максимално? За интересно шоу и за... Не мафтај ти со рацата. Се ова мафта со рацата, ја сега што да кажам, ме збунува. Па која е причината? Ајде кажи сега пред сите. Причината си кажувам јас, за добро друштво. Добро. И за преубави особи. А за не си била ти. А за нивата? Па за нивата ако победам ви кажам. Или Ајде да кажеме што е моабетот со нивата. Ајде да им објасниме на нашите гледачи, а потоа уште една друга работа. Кој не се сеќава, ја ќе си кажам пак. Ајде, беше договорено. Ако победам, кај Емилија ќе копам нива за рекреација. Да не победив, бев на трето место. Не беше така договорот, ајде. Ајде го вратиме. Извини, Јанкица, победи договорот. Како и да е, дека ако се падне кај мене во групата, како што беше лани, и дека доколку ги достигне килограмите кои што ги посакува, а ги достигна, дека ќе дојде да ја ископа нивата. Ајде, Зоране, сега да не се караме уште на почеток. 20 беше. Како не било, ќе ги вратам овакво снимките, па ќе видиме. Кој изгубил, части кафана. За кафана не е проблем, што би рекла Анкица. А Клаудија дали ќе ќе треба цела екипа на ЗМЗ. Јас мислам дека сте дошли као прво за добра дружба, ама и после затоа што смета малку тој стомак, така? Да. Затоа што цело време нешто стомакот нешто. Дрмда. Ја го гледам дека ми смета. Па да, добро, тоа ќе го скинеме. Ама тоа дека не дојде да ја копа нивата за тоа, иначе да дојдеше да ја копа нивата од кога заврши втората сезона, сега немаше да има стомак. 20 кила требаше да осладам.
20 требаше да остане. Ќе видиме тоа. А колку ослабна? 16. Па добро 4 килца. Па се фатила за тие 4 Па не, кила. он се фатил за 4 кила. Добро, Не. Не ќе само дојдам. нивата, јас дека знам дека остане уште ништо. Што? Комарници. Ќе кажа сега комарници дека треба и ми да добие. Ќе добие, само треба димензија. Ја не можам на лепе очи да направам комарник и кај ќе го стави на клозетот надвор. Немам клозет надвор, внатре мислам. Па внатре што ќе ти ставам? У клозетот. У вецото полско, мислам ќе ти ставам комарник. Исправи се те молам. Собери Да го ги тргнеме стомакот. шегите на страна, ама бидејќи веќе Зора ни е така близок, па така си дозволуваме нели една ваква комуникација, затоа што ние 3 месеци се дружевме навистина одлично со Зоран и со неговата екипа од ЗМЗ, како и сите од претходната сезона учесници, кои Север. топло ги поздравувам, кои не гледаат. Зоран, ајде вака да и раскажеме на Клаудија, какво беше искуството, какви бев впечатоците по завршувањето на втората сезона од Диетално максимално? Тоа беше едно прво за мене невидено преубаво шоу да го кажам. Дружбата беше перфектна. Тренерот нарочито јаке што сакав да бидам, испадна значи фер. Све беше окей. Се оно ако врти со главата, се гледа дека ми е лута нешто, ама ќе истрпам. Уште 3 месеци. Па не знам, ако влезам у повторно шоу, ќе истрпам. Ако треба и на глава ќе дубам, ама тоа што сум си затрпал, Свесни мене, не сите се ме сеќам. знаат мене и роднини и пријатели дека јас сум тој. Ако ќе зацртам нешто, сакам да го остварам. А сега, тоа е од ваша страна, вие треба да се одлучите. Зоран, сега колку кила има? 93,8, 94. А со колку кила излезе од програмата? 93,200. Значи исто. А тука негде. Варирам со 500 грама. 500 грама, 600 грама. тука Окей. негде. А колку е сега целта да се ослабне? Па негде околу 15 сакам да сидам. Значи околу 80. На висина, која висина имаш? 175. 185. Болести? Само со тироидната. Имам тоа Хашимото и си пијам лекарства Еутирокс, 25 мг. А, па тоа е. И таа проблема со тироидната жлезда, еве и таа ќе го кажеме, го откривме лани во Диетално максимално, додека снимавме на редовните Тоа ме прегледи. поправила мене. Едноставно јас претходно имав проблем со тироидната, само таа работеше премногу, ме слабееше. А последниве неколку години обратно работела, значи неќела пошто да работи како што треба и затоа се поправи. А не сум го приметил. Супер. Минува ништо проблем со тироидна? Не. Не. Јас немам никаква. Не. Ние Само- сме и само македонците, наравно- ти во една прилика ме кажа дека ние сме нација која што има генерална проблем со Има тироидна. со тироидна, ама тоа не значи дека имаш со килограми, тоа ако има со тироидна. И они сите идат на тоа да биде некој изговор да они може да кажат затоа е због, ама не е затоа што лапкаш. Нели? И затоа јас влагам у тоа и викам, окей, имаш тироидна, окей, тоа не е никаков проблем, тоа не е се некоја болест што тебе ти става 50 кила вишак, ти става 50 кила вишак затоа што ти не можеш да престанеш да едеш. А тоа е точно. Тоа е тоа. Не е друго. Ама тоа, окей, никаков проблем. А физичка активност има некоја? Па да ви кажам Си искрено, купи точак електричен. Не, Ова не. мотор електричен. моторот електричен тој си го користам да си доаѓам до синдачи. А, Добро. добро. Извини. Да не трошам нафта. Нема нафта. Значи нема никаква физичка, има нешто. Има, да ви кажам, имам купено трака. Браво. Дома идам некош, ама нема мотивација. Добро. Ќе се симнам доле у подрумот, сам не можам да одам. Има цела теретана направена иначе Зоран. Имам со tego, имам клупи, Има имам клупи, ластици купено. да, мултифункционална справа има. Се, ама очигледно дека многу му е подобро да доаѓа да вежба негдека. Нема мотивација, немам Емилија до мене рече, ајде бе можеш, вежбај. Тоа е тоа. Па и на теговите, место tego Емилија се качува да ја бута. Значи има тука нешто и Интересно бе било на вас, а? И зад камери тоа го правите, а? Зад камери, не ќеше со камери. Ото сега. Значи на некому треба да малку мазохистам. Мислам дека и на повеќето луѓе, не само на Зоран, ја би се сложила со него дека колку и да имаш некакви реквизити помагала дома, дека сепак мотивацијата во друштво или од страна на некој стручен, дека е многу подобра отколку сам да вежбаш. А и монотоно е да вежбаш сам. Ама тоа е проблемот. Еве синов сака да вежба, ама никош не може да се погодиме заедно да бидеме. Например, ја на tego и он на трака и обратно.
не можеме да се смени, да паднеме. Он иде на работа, ќе дојде уморен, ќе легне да спие, ја тогаш сум слободен. Па кога ќе дојде од работа треба да земе да вежба со тебе заедно. Ама комшики немам да дојдат да ми прават. Што да? Па вака опој тоа подрумот направи, сваќаш некои интересни слики, нешто вака стави, па исто како во теретана да се. Ја сум фарбар, ова може Можеш на голем лит екран. имам Слушалки телевизор. стави си. имам Една телевизор. голема слика од Еми. Не, Не. не, ќе ми е страф. Ќе ми е страф. Страв. Па прошлата сезона имаше слика вака од мене кој ќе погледнеше се крстеше. Ете видиш. А мисля Божица е за тоа. И ти за тоа дојде сега повторка пак. Браво. Така што го имаме. Многу Зоран, не сакам ако да те се ставиме дружам. на режим, Сви Ќе бидеш дисциплиниран? Сви да раде, ја да лежим. Па ако сакаш да ослабнеш, тогаш мора нешто да сакам. се ради. Немој да рекла режим, ја би ми кажала дека тоа е да научиш да се храниш. Потоа што да. режим ова не е. Нема ти дам Не, никаков јас сум режим. научен да се хранам од мал. Мајка ми ме научила и јас јадам. Та си јадеш тоа што не треба? А што ми е треба? Чотек ми е треба, ама не го јадам. А онака си јадам. Сега си јадам све, ама помалку. што е тоа што јадаш сезоки? На што се врати? На све. Јадењата жена ми што ги пее дома. Значи, они што си прават за ама јас помалку си јадам. Добра. Тонусот не го isfрлив од употреба, тонусот си го јадам по една клишка. Тонусот ми е перфектен и дури ги научив и они да си јадат тонус. Не купуваме друг леп, тазе никако леп не јадаме. Тој тогаш што ви го дадов, му што замрзевач ми стои. О, па не бе, тој Од кога отиде тоа? прошлата недела го изедов тој. Ај. Тоа се нивни. Да. Од секогаш се имаат они така никоја. Ја. Како? Нека Ќе не запознае Клаудија. Да. Мене многу ми беше интересно. Они Златко лани во втората сезона има многу вкусни шеги. Да, нарочито ти, ја ќе те запамтам убаво. Да. Јас кој што знам дека уште се дружите со Златко, така? Да. И со Вики. По кафани одат заедно. Знам. И имам и доказ, сакаш да ти покажам? Не, ја покажи доказот. Еве, веднаш. Ама нема, А ти размисли... Главата ми ја искрши у квадраци лани и затоа ќе ја памтам. Животно. Тоа кога игравте кошарка, така беше? Кошарка кога играа заедно. Епа, со кој- кучета, да. А Џунка ме напри толка. Епа, кој има по голема глава? Не поголема, а мојата е поголема, него ти имаш потврда. Ау, извини, имам само од Клаудија фотографии. Немам од вас. Како не, немаш, имаш. Немам. Некој ти ја пратил, имаш. Немам, само од Клаудија имам. Јас ќе ја најдам и ќе ја објавам. Рековме кога ги на кафе, Ама кафето се притвори во кафана. Што е нешто Зоран сега порачува кога ќе сиднем во кафана? Кобасици. Сега тука ме повлече за збор. Има слика кобасица како јадам и сега више не давам, кога ќе јадам не давам да ме слика. Тогаш Камерата ако сака да ја зумира фотографијава, никако. Абе никако. Пеце немој. значи пиво во рака и кобасици А ја во имаш? чинија. А вика ја немам слика. Да, се има. А кој ти ја прати, кажи ми? Зоран, А, како не, беше не. Јовановски? А не се извинувам, Златко Николов. Па Зоран и Златко и Лани така мешаше, ги мешаше буквите и Еве. и бројки. И пред да почне главното јадење ракија. Бидејќи Слушаш ние Клаудија? Клаудија, дали ракија ќе Ракија? ми дозволиш? Ракија не. Не. Од алкохол За сега што? не. Од алкохол ништо. За пиење? Вода, чаеви, вода, кафе, цеден сок, лимунада. Па добро, јас уште сега ќе кажам вака на жена ми. Жено, ракијата долу у подрум затварај. Финито. За мене не. За она- дезинфекција А само. она ќе си пие по две. Добро. Добра, може Една- така по една ракија и една чаша вино, ова Не. флаша вино, кога Не ќе се флаша, собереме. чаша. Не може. Док сте на тратман, не. После, мене, ако сакате, може. А док сте на тратман, се чистите и не може. Ја ветувам дека нема да. Браво. А И ја вчера, ветувам дека нема ти да пиеш. Клаудија вчера дојде, одма се сврта на кајнезе. Еми, Молам. господјата ќе ни биде нутриционист. Добро. А јас сум ти тренер, извини. А на што се радуваш највише? На вас, господи.
И јас исто. Браво. Искрено ви кажам. Браво. Затоа што ланскиот ја нутриционист да го поздравам, 2 пати или 3 пати го видов. На одмор беше човекот, те молам, не А уште една претирај. плажа, што да правам сега јас? Па прашаја Клаудија сега ќе си замине. Кај ќе оди? Имаме Од Шпанија. Телефон имаме, а тој нашиот Тачно. Лани ни на телефон не се јави. Ама Само да там- ти кажам кај неа како функционираат работите. Кажи ми. Отчет при секое јадење. На секои 3 сати мораш да даваш отчет. Дидеш Со фотографија. А види, можам и тоа да го успеам некако, ама ако нептен некој што сум зафатен, што и работа ми нешто и приватно, И тоа ќе се расправаш со неа, со мене не. тоа нека тура минуси таму. Не може минуси. Плюс. Добро. Одма избацуjem. Добро. Ај си отидов, ја не знам за вас. Ај пред да си отидов, на? И ја да се отидам. Зоран, јас да ви кажам дека од кога видов пријавата се изненадив искрено. И одлучив, тој ми го кажав и на двете, дека сакам да бидете тим лидер на еден од тимовите. Заедно со уште една личност, која што ќе ја додадам дополнително. Само треба да ни кажете кое својство ќе ни е тој лидер. Уште една личност која што ќе биде од бидејќи вие сте од втората сезона, уште една личност од првата сезона ќе бидете тим лидери. Тоа е нака за да направиме да биде им интересно, да имаме по никоја машко која што ќе будрија, бидејќи ви имате искуство, ќе знаете да биетите на дамава која ве вежба во Синерджи, а ќе бидете под надзор секако од нутриционист, така што мене идејата ми е таа. Значи се дружиме во новата сезона на Диетално Ви максимално. благодарам. Добивате решимна искрена, ќе вежбате во Синерджи. Сте вон конкуренција, морам да кажам. Значи нема конкуренција за главна награда и слично, туку едноставно како искусен човек Ништо од нивата. на тим лидер, ако еве да се договориме, ако победи тимот ваш, тогаш да добија комарниците. Не за нивата, за комарниците се. А добро сега тоа како му доаѓа сега? Дали ја да ги мотивирам моеве да победат? Да, нормално. За Како да направам мотиватор на комарници? целата екипа. Јас точно. обратно треба. Не. Добро, тоа што име ќе направи комарници. Не. Дома кај вас. Мојот тим ако изгуби, тогаш ја комарници да ги направам. И тоа на мој трошок. Така ми доаѓа математиката. Сега јас јам да ги бодрам моја екипа да победат, за ја комарници да направам. Ама ние така, пошто сме така поплави за тоа, го кажавме тоа. Немој поплави да Се ги извинувам кажеш. за Нема више плавите, поплави. не. Дорто ќе прекине. Убава ми е бојата на косата, убаво се чувствам кога сум плава. Не си како пошто долг е долг, или така? Значи долг си е долг, како и да не ми врти вака или А онака. дали е долг, дали е краток, тоа ти ки си. Договораме. Толку. Ти благодарам многу. Ќе ти направам комарници, нема и Зуки, димензии само. дали сме задоволни и среќни од одлуката? Ви благодарам. Од срце ви благодарам дека сепак пак сте помислеле малку на мене. Ние мислиме навечер пред спиење. Ја иđу. Ја пред спиење не мислам, само мислам да си легнам и да отспијам. Зуки се гледаме во Синерджи, спреми се. Ви благодарам. Се гледам. Комплетно опремато, што сега подготвена, алкохол дома заклучен, недостапен. Не, само за жена ми мора да останат алкохол. И па и сопругата ќе ја покрај вас. Нели? Сапортот, поддршката од дома е исто така една од битните работи. Подршка имам, нема да. Така што се гледаме. Благодарам. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut.
Значи, со Суки се гледаме во Синерчи, а во оваа сезона со нашите учесници еднаш во месецот ќе се гледаме и во Биотек лабораторија и поликлиника. Се работи за најдобрата лабораторија која веќе 5-та година успешно и многу професионално работи. Биотек поликлиника нудат услуги од повеќе области, како педиатрија, интерна медицина, гинекологија, класична трансфузиологија, медицина на труд, радиодиагностика, општа медицина, нефрологија и останати услуги. Ги прашуваме учесниците кога последен пат биле на преглед и што мислат за соработката со Биотек. Се што треба, се ќе кажи, што треба, нема проблем. Јас да ви кажам искрено, јас си продолжив во промедика да се лечам. И секоја крвна слика што ја правам заради што ми се најде Хашимотон или со тироидната имам проблем, јас си одам на 6 месеца си правам испитување таму и сите ме познаваат веќе и слободно си влегувам сега без разлика што си плаќам приватно, си е приватно, ама задоволен сум. Значи секој преглед можеш да го извршиш и сега за сега не се откажуваме, сега ќе видиме овие новите кои се. Ако се они подобро од овие, па зашто да не идеме на подобро, сите си викаме ајде на подобро е таму ќе одам. Па, околу, може, 8 месеца, 9 месеца. Па скоро правев, може би 2 месеца правев еден интернистички преглед. Освен за маста на црн дроб, ништо не ми најде друго сега до сега. Крвната слика ми беше во ред. Терапија пијам за инсулинемија, глуфаш. Тоа е тоа што до сега околу мојава здравствена состојба го имам како проблем, друго мислам дека е во ред. Пред една недела бев на преглед, така да мене ми е тоа редовно. Во моментов имам скинат лигамент на колено од тежината. Така да морам потитно да работам на себе. Па гледа, јас искрено пред се за слабењето ми е за здравствено нешто. Пошто за мене реално дебелината не е здравје. Самата дебелина си ги прави болестите. Па добро, може да, нормално дека сум подготвена секој еден кандидат кога би сакал да почне нешто ново, кога би сакал нешто да смени нели оние секојдневни навики, би требало здравјето да е во прв план. Се надевам дека времето поминато со нас ви беше забавно и интересно. Ако е така, тогаш ни не пропуштајте утре во истите термин 16:30 на канал 5. Утре во Диетално максимално ќе гледате. Ке се потсетиме на разговорите кои ги правевме со кандидатите, кои ги повикавме на разговор. И оваа година имавме голема бројка на пријавени кандидати. Представникот продукцијата одлучи да покани само 7 од нив, кои веќе ги исполнуваат критериумите кои нам не се потребни. И пред големата одлука на Клаудија, Анкица и ми, правиме етно подсетување за средбата со секој од нив.